Председателе на оваа комисија, најпрвен сакам да ве прашам дали е ограничено времето за процедурални обраќања, бидејќи секако дека немате право да го исклучувате микрофонот, што се случи малку пред паузата, бидејќи ние ако сакаме можеме и да молчиме, тоа е воспоставена пракса и можеме да го практикуваме доколку гледаме дека се кршат одредбите на деловникот и упорно се поставуваат закони со европски знаменца, без постоење на конкретна регулатива, преку практични злоупотреби на сите европски прописи, на кои што ние сме должни да ги почитуваме и на истите да се повикуваме. Како правници, прво мораме да кажеме дека ни се нарушени правата да дебатираме и да придонесеме во еден вака битен закон, заради тоа што поставувањето на ваквиот закон со повторното донесување во собранието преку парламент со европско знаменце, со СМИ закон за кој што предходно владата имаше мислење дека не може да биде донесен на начинот на кој што сега се донесува, вие само покажувате дека сте deal oriented влада и ништо поразлично, ништо поинаку, и дека немате за задача да носите закони кои што ќе ги подобруваат условите на граѓаните, туку сакате да градите перцепција и во исто време да придонесете за подобри резултати некакви си предизборни. Значи, европското знаменце во ова собрание е пракса. Нов ден, ново европско знаменце, и сега дилемата која што се поставува е чуму желбата за Европска Унија, кога ниту едно постапување или дејствување во ова собрание не е со европски манири и не е онака како што воопшто треба да биде. Понатаму, велите дека законов се поднесува во собранието по процедура која што реков веќе дека е нарушена. Од вчера е закажана оваа комисија, значи исто така не е запазен деловникот и наеднаш ние треба да изградиме став, бидејќи вие го немате ставот, оти пред еден месец мислевте едно, сега гледаме дека мислите друго, значи немате став, туку одлучувате ден за ден. Јас морам да кажам дека кога сте ги навеле сите овие основи на кои што е ставено со кои што е ставено европското знаменце на закон или Конвенцијата за лица без државјанство од 54-та, Конвенцијата за намалување на стапката на лица без државјанство од 61-та, Европската конвенција за националност од 97-ма и Конвенцијата на Советот за Европа за одбегнување на бездржавјанство во однос на државна сукцесија. Овие се конвенции кои што важат, гледам тука, години и години наназад. И сега, мене тоа што ме чуди, зошто воопшто не сте ја погледнале Европската конвенција за државјанство. Европската конвенција за државјанство е ратификувана 2002 година. Значи, ние имаме дадено изјава, објавена во Службен весник, значи како држава имаме дадено изјава во Службен весник, значи број 13 од 18 февруари 2002 година, каде што Република Македонија го задржува правото во услови за добивање на државјанство со природување да предвиди период на непрекинат законски престој на територијата на Република Македонија од најмалку 15 години до поднесување на барањето за прием во државјанство. Член 4 од овој закон влегува
во сила 8-миот ден на денот на објавувањето во службен весник и даваат изјава со која што согласно член 25 од Европската конвенција за државјанство Република Македонија изјавува дека ја исклучува примената на глава 7 до усогласување на домашното законодавство со нејзините одредби, а потоа согласно член 25 став 3 од конвенцијата ќе го извести генералниот секретар на Советот на Европа дека ќе ги применува и одредбите на оваа глава. Што направивте вие во врска со оваа конвенција која што ние сме ја ратификувале? Ништо, почитувани. Дури немате ниту наведено во регулативата во која што се повикувате за да ставите европска значка на овој закон. За ова некој треба да сноси одговорност. Ова сигурно не е само лист хартија на кој што вие сте навикнати да се подпишувате. Како прво, за да направите еден ваков закон, кој што го злоупотребувате, прво, неговата намена и примена, ја злоупотребувате, имено се повикувате дека ќе се залагате само за правата на луѓето кои што немаат државјанство и кои што треба да добијат, и да, јас се согласувам дека има луѓе во оваа држава кои што немаат државјанство и ние како држава треба да им создадеме услови истите да добијат. Меѓутоа, зошто во исто време навлегуваат во менување на членови кои што се однесуваат за олеснување на условите за стекнување на државјанство за луѓе кои што имаат веќе одредено државјанство. Токму поради ова сметам дека овој закон не може да помине туку така со европско знаменце. Овој закон не смеете и вие да го прифатите ваков каков што е. Затоа што злоупотребите кои што се секојдневие во оваа држава се резултат прво на избрзани, неправилно уредени норми и второ немање на контрола од страна на државата во спроведувањето на истите. Понатаму, заменик министре, јас навистина прво сакам да ве запрашам заменик на министерот за внатрешни работи и министер за финансии во исто време. Ова станува збор за грешка или станува збор за некаква вистина, бидејќи овде во овој предлог закон вака ве пишува вас. Еве, да ве запрашам, дали Министерството за внатрешни работи има направено една компаративна анализа врз база на која што предлага ваков закон со европско знаменце за тоа колку луѓе во Македонија се вакви случаеви. Да направиме структура на примери какви ќе ни помогнат понатаму и во креирањето на овој закон. Овој закон е ист закон со законот кој што претходно го поднесоа колегите од Алијанса Алтернатива. Нема никакви измени, суштински измени. Ова е истиот закон за кој што вие, односно владата на Република Македонија, на 11.1.2021 година има дадено мислење и кој што е негативно. И сега наеднаш сите ќе си молчиме, ќе помине овој ваков закон со злоупотреба на европското знаменце, со ускратување на правото да поднесуваме амандмани и за истите да бидеме свесни дали ги има, можеби има повеќе амандмани поднесено. Ни ускратувате прво време да можеме да го разгледаме убаво ова законско решение, да побараме ваква компаративна анализа, да видиме што фали, затоа што законите не се носат за една година. Овие закони се носат за да користат на многу генерации. Доколку сакаме да менуваме секоја година закони по потребата на одредени коалиционни партнери, тоа е друга приказна. Меѓутоа, законите во оваа држава треба да научиме дека ги носиме за да важат години и години. Генерации и генерации. Да нема потреба од измена на истите. А кога суштински ќе навлеземе во нивна детална анализа и ќе направиме закон кој што е во согласност на вистина со европските норми, не со она што
во моментот одговара на вас, тогаш ќе кажеме дека можеме сите да се согласиме. Бидејќи да, знаеме дека има проблеми во оваа држава, кај многу граѓани кои што не можат да го остварат правото на државјанство. И јас на вистина се согласувам дека ние треба да пристапиме кон измена. Меѓутоа, зошто сега? Зошто во момент кога во Собранието на Република Македонија се гледа ребаланс? Кога вие, почитувани колеги сите, треба да отидете таму да го браните буџетот на Република Македонија или ребалансот, кој што ќе удри директно врз џебовите на нашите граѓани. И вие тука отварате дебата со скратена постапка со европско знаменце во Комисијата за европски прашања. Ова треба да биде единствена ли комисија во Собранието? Единствена комисија, дајте да ги укинеме сите други комисии, сите закони да ги носиме вака. И на сите закони да се повикуваме. Скратена постапка, бидејќи, значи согласно членот 170, бидејќи не е во прашање сложен и обемен закон. Па под оваа одредба можеме да ги напишеме сите закони. Сите закони можеме под оваа одредба да ги направиме, да бидат. Што е проблемот? Ниту еден не е обемен и не е сложен закон, доколку сакаме да го пуштиме вака без никаква анализа, да го пуштиме во скратена постапка со европско знаменце, да го ограничиме правото на пратениците да нема да поднесат амандмани. Председателот на комисијата, се извинувам председателя, меѓутоа треба да знаете дали од наша страна има поднесено амандмани и до сега требаше да добиеме одредено и вие требаше да ја дадете таа пауза која што ние ја побаравме, но за жал еве вас ви се брза и сметате дека треба да тераме цел ден денес со вакви процедурални обраќања, се додека нас како пратеници не ни се остварат правата да дебатираме врз база на аргументи, да ги закачите истите на Е-парламент. Понатаму, овие амандмани кои што се поднесени од наша страна, да ги преведете. Нели зборуваме за еднаквост на сите пратеници? Зошто тогаш во оваа постапка нас ни се одземени правата како пратеници? Го исклучувате микрофонот? Се бунат тука другите пратеници дека ние дебатираме? Ма дебатираме суштински. За формата и начинот на кој што вие сакате да протнувате закони. Ако навлеземе во дебата во врска со овој закон, на нас ова не може да ни заврши една година дебатата. Не може да ни заврши една година дебатата. Затоа што тука има многу работи кои што недостасуваат, многу работи за кои што ние треба да се усогласиме и затоа немојте да се подсмевате и да ја потрунувате идејата за јавна дебата. Да се реши проблемот на многу граѓани кои што ги имаат. Согласни сме. Да се реши, да се стави во законско решение, но не на овој начин. Затоа, председателе, размислете за тоа да се стави овој закон прво на јавна дебата, да се врати или да се врати на доуредување на Министерството, кој што го доставило, со ваквите начелни забелешки кои што ги имаме, има направено грешки, низ кои што не може да помине закон за кој што има европско знаменце. Повереници, представници, предлагачи, се повикувате на некаква си европска регулатива што е стара по 50 и 60 години и сега дојдовте на ред да го поставите како предлог закон, а во исто време исклучувате битни конвенции и битни европски регулативи. Наведете, направете анализа, направете компаративна анализа, дајте да видиме на компаративна анализа, да видиме како е ова право регулирано во другите држави од Соединетото и од Европа. Па да седнеме сите заедно и да направиме закон кој што децении и декади ќе го користиме, а не само наменски предизбори. Тоа е проблемот за кој што зборуваме ние денес овде. И се додека не бидеме свесни за ваквото однесување на оваа влада, кој што се сака да протне со европско знаменце, до тогаш ќе тонеме во жива кал, затоа што во моментот тонеме. И чумо е таа желба за Европска унија, кога ништо тука од нас нема, еве волко европско. Нема. Немате манири европски, немате принципи европски и затоа не можеме да станеме дел од Европската унија. Ви благодарам.